Велам повторно добар ден, овој пат од соседното студио, како што и најави во централниот дневник, зборуваме за инфлацијата. Мој денешен гостин е Горан Ѓоргиевски, председател на Сојузот на стопански комори. Ѓоргиевски, ти благодарам што ја прифати мојата покана да заокружиме овие 6 месеци економија на Македонија. Еве, уводни зборови, па ќе почнеме со прашањето. Благодарам на поканата, да почнеме. Така. Чест ми е, нели? Секогаш имате добри аргументи во однос на економијата, а мене тоа ми е волјата и желбата, нели, да дојде сериозен економски прогрес во нашата држава, да имаме еден исчекор конечно и да се претвориме во Швајцарија. Дај Боже да биде тоа така. Да. Инфлацијата се намалува. Дали е тоа само на хартија, дали е тоа и во реалноста, барем така покажа податокот извештајот на Државниот завод за статистика. Прашањето ми е дали најтешкиот период е зад нас или ќе не чекаат се уште некои турбуленции во однос на цените, како во индустријата, така и за домаќинствата. Што мислите? Па реално мислам дека најтешкото е позади нас. Веќе информациите, нели, од берзите кои што следат и доаѓаат, кои што ги следиме практично, ги гледаме, е тоа дека цените се намалуваат на нафтата и на нафтените деривати како основа, нели, од каде што се внесуваше практично инфлацијата и поголемата цена на сите производи во целото општество, односно во целата економија во нашата држава. Така да тоа ќе се намалува соодветно, ќе имаме стабилизација на процесите. Како председател на Сојузот на стопански комори, не сте долго, 8-9 месеци сте на чело. Да. Сакам да ве прашам во однос на цените кои што ги плаќаат граѓаните. Пред 10 дена премиерот беше лут на трговците, ги собра, што се вели во влада, најголемите собственици, менаџери на маркетите, соопшти јавно изјава за медиумите дека веќе ценовните шокови со нафтата се веќе минато и веќе трговците мора да размислуваат за намалување на цените. Информациите кои што стигнаа до мене е дека трговците на некој начин се согласиле, меѓутоа проблем е кај производителите. Тие не можат да одат со заработка подолу. Што се случува на терен? Видете, законот за нефер трговски практики сега, нели, конечно се покажува дека беше одлична алатка и одличен инструмент со кој што може да се влезе во самиот синџир на снабдување на трговците, односно производител, помал трговец, голем трговец, дистрибутер, увозник и така натака, каде што може реално да се анализираат и да се види соодветно профитабилноста, да се види квантумот на количината, колку се произведува, што се произведува, дали е тоа се окей. Тука се, нели, пазарниот инспекторат, Министерството за економија што го следат сето тоа и може да се утврди врз основа на тоа каде всушност е проблемот. Јас овие релевантни информации ги немам конкретно, нели, државата превзема чекори да ја види профитабилноста и премиерот точно ја реагираше, тоа го гледавме по медиумите во однос на профитабилноста кај трговците, но не се сега го дознавам ова дека кај производителите е проблемот пак што немаат доволна профитабилност. Тоа е она што ние го збориме дека земјоделството е многу сериозно девастирано. Значи се доаѓа во ситуација каде што кај земјоделските производители не се исплатува да ја работат земјата, да произведуваат. Мораме многу да размислиме за тој момент. Тука мора да се вклучи сериозно Министерството за земјоделие и конечно да се направи некоја реална апликативна стратегија која што ќе мора да предизвика поголемо производство на храна. Без тоа цените и понатака ќе продолжат да растат. Што се случува во индустријските капацитети? Само сакав да се надополнам. Ајде. Еве за почеток транспарентно, дали може да се направи една веб страна на која што во една колона ќе се стават сите правни лица и физички кои што земаат субвенции, во втората колона ќе се стави колку финансии земаат субвенции и во третата колона што произведуваат. И тоа да биде транспарентно, а вие новинарите да анализирате. Не разбирате што се. Истото прашање јас му го поставив за новиот министер за земјоделие. Екс-министерот му го поставив зошто се даваат субвенции на предпоставки колку ќе произведе, а не на произведена количина. Или зошто тоа не се контролира. Одговорот негов беше затоа што нема доволни ресурси државата да оди кај секој земјоделец да провери дали тој ги зема парите заслужено. Видете, не навлегувам во тоа, него ајде да бидеме на почеток. Во Јапонија бев на специјализација на слична тема одржливи системи. Еве да бидеме транспарентни, да видиме постоечките субвенции,
Затоа ви велам. Точно кои правни лица Какви резултати даваат, јасно. Колку пари земаат и што се добива со тоа, колку се произведува. Три Добро. колони само и да биде таа транспарентно објавена, еден нов предизвик за новиот министер за земјоделие. Ете, ќе му го посочиме и ние како медиумска куќа. Сакам да прашам за производствените капацитети, преработувачката индустрија, според извештаите државни кои што се објавуваат, се намалува и производството, се намалуваат и бројот на вработени, а добија унгарски пари, односно пари од унгарскиот кредит за да се променат тие состојби. И токму кај тие субјекти сега не е исплатливо да се намали маржата. Прво, извинете, но не знаеме точно каде се добиени средствата од унгарскиот кредит, нели сега не можеме да посочиме дали биде таму баш во За таа намена индустрија. власта кажа дека ќе биде. Биле насочени кон микро, мали и средни компании и после се уклучија големите компании, на што ние не се согласивме од Сојуз на стопански комори, но тоа е тоа. И сега каде се, во кои компании стигнати тие пари, дали се тие дел од преработувачката индустрија, не сум сигурен. Од реалната, ако говориме прехрамбена преработувачка индустрија, ако алудирате на тоа, нели, бидејќи за цените. Така да биде, за тоа е главното, она што најмногу ги интересира граѓаните се цените во маркетите. Јас мислам дека добро се инвестираат тие унгарски средства. Добро? Во насока на тоа дека нова опрема, доста За- изголемување, така, за исчекори машини, за економски. подобрување. Тоа е во ред. Меѓутоа, јас тука би се надоградил, би искоментирал, треба уште повеќе така. Значи, треба сега да има повторно Уште една финансија, линија, но што ќе биде насочена кон микро, мали и средни компании, само толку. Бидејќи, ќе го повторам ова, 99,8% од компаниите во Македонија се микро, мали и средни. 72,9% вработуваат работна сила, 67,5% се создавачи на бруто домашен производ. Тоа значи дека апсолутно доминираат во медиумот, во економскиот медиум во нашата држава. Така да, таму, фокусот на тие финансии, мислам дека ќе дојде сериозно оплодување на средства и ќе имаме раст дури 5% на бруто домашниот производ, ако таму се баш се фокусира. Сега, сака да кажете дека овие компании имаат многу мал удел во првичните средства од 250 милиони. Па мислам дека е релативно мал, дека мора да има за нив конкретно линии и особено уште повеќе за производните компании и за агроземјоделските компании. Тие треба дури да бидат на пиедестал во нашата држава. Производните компании и агросегментот се создавачи на реална вредност во нашата држава. Ме разбирате? Не се тоа трговци, услуга и така натака. Овие се околу 15% на ниво на цела држава и создаваат реална вредност. Така. Таму бустирањето значи повлекување на целата економија. Оно што сакаа да го слушат и граѓаните од овој разговор, од ова интервју е кога тие ќе почувствуваат намалување на цените или подобрување на нивната куповна моќ. Она што го имаме на хартија дека дека е намалена инфлацијата е окей. Ајде да направиме инверзија на ова што вие го велите. Не да се намалат цените, да порастат платите. Може така да размислуваме. уште побаво. Затоа што од Сојуз на стопански комори лично не се согласувам со ставот, постојано е нешто ние, ја го велам тоа малце во сиромаштија размислуваме, да се намали ова, да се намали. Па најмали се цените на сите прехранбени производи во Европа. Имате Евростат испитување, го читате тоа. Значи, подобро е да размислуваме како повеќе да се зголемат платите. Тоа треба да бидат фокус. Да, меѓутоа дел од цените на прехранбените производи се поскапи од германските. Тоа треба да се исконтролира. Затоа е законот за нефер трговски практики. Нека се види колку има профитабилност, колку се влезните цени, колку се... Сега државата има комплетен сет на алатки со кои што може точно да утврди. Така. Повторно се враќаме на моето прашање. Кога ќе се подобри куповната моќ? Може не е за вас, за Германија да ви одговорам прашањето, меѓутоа дали може за Германија точно на некој производ има пониска цена, на пример на млеко, така, некој видови млеко. Ама да ви одговорам, таму има илјадници крави. Таму има најавтоматизирани и најсериозни компании кои што буквално работат со роботи без човечки ресурси, кои што произведуваат производ. Вие тоа овде го немате. Да, пак се враќаме на производството така да доаѓа домашно. до висока продуктивност, силна конкурентност, силни стандарди, многу поквалитетен производ и со пониска цена
од цената ако тука работите рачно или со без автоматизација со стари техничко-технолошки средства. Ме разбирате? Така. И сега, кога бизнис секторот е подготвен да ги зголеми платите, она што го бараат синдикатите, државата не може тоа да го направи во јавниот сектор, а не сака ниту да повлече политички потек да намали тука е исто многу администрацијата. Да, реално многу да поразговараме, нели, секое почитување за македонскиот работник. Тој треба да се стави честниот македонски работник на пиедестал, постојат такви екземплари. Меѓутоа, сами знаете, врз основа на испитување во Европа и врз основа на анализи од Европа и од Обединените нации, околу 50 до 100.000 луѓе во државната администрација кај нас не работат ништо. Измислени работни места се без да се налети никај. Има изјава на министерот за администрација кај нас, кај што вели 100.000 луѓе не знаат што да прават сами со себе, нонстоп се на боледување и не работат ништо. Тоа не се тврдење на Сојуз на стопански комори, повторно велам. Алудирам на тоа дека конечно треба да се влезе длабоко во тоа и да се почнат да се средуваат работите. Воедно, придонесите кои што се плаќаат на платите во нашата држава се сериозни високи на ниво на членки на Европска Унија, 40%. Тоа значи дека компаниите се извршуваат сериозно својата обврска. Пополнува буџетот за некој што но суштината е цела година на боледување. Кај одат парите? Тоа треба да се провери. И вие колку и да ставате во буџетот, кога некој таму на излез го празни без да никаква вредност да легитимира мерит систем, да легитимира продуктивност, да легитимира трудолюбивост и така натака, вие никогаш не може да го дополните, затоа што овие што го празнат се 100.000 и тоа се милиарди евра, милиарди и 500 милиони евра можеби годишно. И така 30. За услуги кои што не ја добивате на времено, да бидеме реални. На крај на денот не добивате ни услуга времено, имате здравство како што имате здравство, имате образование како што имате, и тоа е една од најголемите причини поради која што младите заминуваат од тука. Можеби се важни платите, точно, платата е број 1, меѓутоа многу важни се и овие други елементи, квалитетот на животот во нашата држава. И кога ќе ги кажете овие состојби на економско-социјалниот совет, што се случува таму? Па видете, јас реално мислам дека ова влада работи сериозно и како никогаш можеби до сега за почеток за елиминирање на некои состојби. Еве, например, во Агенција за вработување. Имате 90.000 невработени пријавени, ние од приватниот бизнес не можеме да најдеме вработен. Јас мислам дека тамо нема ни 10, 20, 30.000 дека се реално невработени, односно се пријавени заради здравственото осигурување, а на црно работат. На кој му одговара денеска да работи на овој феномен кој што исто ги револтира бизнисмените многу и постојано, јас сум гласот на бизнисот, ова не се мои ставови, нели, меѓу другото. Така, за тој представи како прв човек на бизнис. Мислам дека реално има околу 5.000 работно неспособни со лекарско уверение луѓе, мислам стварно што мора да добијат помош од државата, јасно. Кои што мора и треба да добијат некако оваа помош, него 3 пати, 5 пати поголема, а имате 50.000 луѓе примаат социјална помош. Значи тоа е баш и бозук, како да го наречам. И затоа мислам дека веќе имам информации релевантни дека се работи во Министерството за социјална политика на елиминација на овие огромни пропусти и случувања, така да ќе видиме соодветно дали ќе има резултати. Затоа што на крај на денот сега, например, во однос на синдикатите, тогаш ние треба приватниот бизнис да излезе 700.000 вработени и да побараат сега, не сакаме да плаќаме придонеси, да го полниме буџетот за некој да не работи, да зема пари. Ајде да ги повикаме ние на штрајк вработените во приватен бизнис. Разбирате? Не сакаме да платиме за некој, тоа е криминал. Некој да не работи, вие да му давате пари. Ако тргнеме од една инверзија на различен начин да ги гледаме, а многу држи ова што го говорам. Колку е реално според вас да се плаќаат придонеси? Па видете, како компанија? Секоја држава во регионот, ајде да споредиме, некаде во Албанија чинаме околу 25%, 26% сума сумарум. Од брутото? Србија, да, 35%, не знам, не сум апсолутно сигурен, но во Косово знам 14%.
Таму нема здравствено осигурување. Има Току? само пензиско. Си одиш дали на приватно, дали на Црна Гора ваков? исто таму е околу 12%, но Сите се таму на е приватно? повисок ДДВ-то. ДДВ-то е 21%, што е многу поквалитетен модел ако гледате. Може би кај нас и тоа, доколку биде поголемо ДДВ-то, подобро ќе се распредели данокот кон оние што плаќаат, кон оние што го движат, нели, што економски работат. Така да тоа се различни модуси. Но поентата ми е дека ние се трудиме, нели, да бидеме конкретно хумано, либерално, капиталистичко општество, каде што вистина треба да се случат некои процеси и да сватиме дека треба да работиме во нашата држава. Ние се уште имаме еден голем проблем, голем дел од луѓето се научени да не работат и мислат дека со не работат да абсорбираат финансии, што е и голема неправда всушност. Се најавува и зголемување на старосна граница. Кој е ставот на бизнисот? Имаме ли работници кои што можат да работат Видете, повеќе или тоа тоа не е е- за тоа ќе биде убаво само за административците? Вака, ма видите, тоа не е обврзувачки, така? Не, во првиот модел може да не биде обврзувачки, меѓутоа ако биде, Јас мислам дека не треба да биде обврзувачки, ставот на Сојуз на стопански комори без обврски во однос на таа насока, односно тој што сака да работи да може да работи, а другото границата да си остане на пензионирање каде што си е. каде што е сега. Да. А да може опција секој што сака да продолжи во приватниот бизнис, ако смета, ако е здрав, способен, и ако одговара, нели, на соодветниот приватна фирма, правен субјект, да може да работи. Каква е поддршката од страна на државата за бизнисот по овие 2 години? Јас реално мислам дека добро се хендлаше ситуацијата околу оваа голема криза која што беше со војната во Иран, се уште е, нели? Бидејќи висината на нафтените деривати предизвика голема дисторзија во однос на економското функционирање во нашата држава и секаде во светот со висината на цените на енергијата, на нафтата. И мислам дека тука вистина добро и успешно се направија потези што се одиграа, меѓутоа сега не треба, нели, иако завршува кризата, сметаме дека понатака треба многу посилно да се помогне на бизнисот, бидејќи најголем дел од оваа криза стварно бизнисот го абсорбираше на свој плеки. Говорам од прехранбената индустрија, нели, вистина останаат стабилни цените, иако на влезот на инпутот имавме силно покачување на енергетските трошоци. Се најавуваше дека веќе дека се може зголемување, меѓутоа А воедно цената на човечките ресурси постојано расте. Вистина и реално имам информации дека просечната плата расте, цената во приватниот бизнис на вработените расте. Тоа е поради недостиг на заменување на вработени. Во ист момент, нели, кога има недостаток, фирмите се ставени пред свршен чин, мора да ги зголемуваат платите. Дури дојдена е ситуација, нели, најниска невработеност имаме во историјата на Македонија сега. Плюс тоа, ако се направи истражување и анализа на ова што го збориме, тие 90.000 невработени во Агенцијата за вработување, може да се дојде дека се, според нас, дупло можеби пониско број на невработени, ќе дојдеме до ситуација да секој може да работи и топло препорачуваме тие што сметаат дека имаат многу ниски плати или минимални плати, зошто да не се доквалификуваат, преквалификуваат, да го сменат работното еден место, чекор напред. Еден чекор напред, па тоа е претприемничко општество. Кон тоа ние се стремиме. Значи, Сојуз на стопански комори многу пати говореше, јас лично, дека предприемништвото треба да се дигне на најголем пиедестал, дури пред иновациите во нашата држава. Тоа е што ни недостига, на македонскиот човек му недостига предприемнички дух. Сам да биде креатор на својата судбина, да смени нешто во животот, Од што да се еволуира. плашиме? Да инвестираме, да почнеме сами, да работиме за себе, што се Мислам дека се тоа остатоци од навиките дури од комунизмот, не се направи квалитетен исчекор програма, нели, владите на нас за Да, што го повеќе правеа. да бидеме реални, повеќе државното не е, администрацијата не е Да, таму е план А за вработување. Тоа е најголемиот проблем, да бидеме искрени во државата, ама не сме доволно охрабрени за свој бизнис. видете, интересно е она што го приметивме. Вие и да понудите поголема плата на X вработен, таму еве зима, не знам, 500 евра во државната администрација, и да му речете 700 евра, 800 евра плата, 1000 евра плата. Он ќе ве одбие, и тоа мене ми се случило, и ќе рече, да, ама јас ваму не работам, а кај тебе треба да работам. Тоа е најпоразителниот коментар што јас воопшто, нели, и што вистина многу тешко ми паѓа.
Ме свекате каков е тој мајндсет, губитнички мајндсет. Па наспроти тоа што ги зема тие 500 евра во администрација, може да си работи нешто друго на страната, што рекате дел од сивата економија и тука ќе ги заработи тие 500 евра на црно и ете лјадарката. Јас не се слагам со тој мајндсет. Неговото размислување само го правите, ја не се слагам сега. Да, треба иначе ќе бев некој државен службеник, сега нема што да бидам на ова место. Според моето размислување, ние треба да исчекориме од овој начин на губитнички менталитет, за да се помине во друг мајндсет на размислување и мора тие идеи со новиот мајндсет да дојдат на пиедестал. Тоа е што треба да преовлада во нашата држава и да креираме енергија во таа насока. Не сиромаштија на духот, нели, ова што Да, го кажавте тоа. Која индустрија и треба најмногу помош? Каде треба да се помогне? Јас мислам дека најмногу треба во земјоделието, агросегментот да се помогне, бидејќи сме во една многу катастрофална состојба, 80% увезуваме храна и суровини во прехранбена индустрија, 20% произведуваме сами. Ме разбирате? Затоа Тоа не е проблемот. Доколку беше обратна ситуацијата, тогаш ќе можевме повеќе да влијаеме на цените на храната. Имавме простор. Сега бидејќи увезувате на влез на царина, плаќате толку царински обврски, данок плаќате толку, тоа е. И не може вие да немате простор за манипулација со цената погоре подолу, така. И тоа е тоа. Што би требало да направи државата за да го поттикне земјоделецот да произведува повеќе? Каде треба помош да се даде? Освен овие субвенции што треба првин многу да се погледне искрено во очи и оние табели што ги кажавме, да се види кој произведува и на тој што произведува храбро да се истапи и да му се дадат силни субвенции. Затоа што на тој што ќе му дадете, он уште повеќе ќе инвестира, уште повеќе ќе го зголеми производството. И ќе се наруши концептот земање субвенции без работа. Тој што произведува, му давате субвенции и заедно со него соработувате да произведува уште повеќе. Треба новиот модел да биде. Субвенции зема тој што произведува. Реално и тоа што ќе го произведе, го продава, го плаќа на жиросметка, субвенциите му се плаќаат на жиросметка. Тоа сакам да ве прашам следно околу пласманот после. Најголемиот дел од производителите се жалат на пласман. Нема каде да го продадат. Тогаш тука треба да помогне многу државата и Министерството за земјоделие со анализи, со претходни анализи што би се продавала следна година. Има модуси како може тоа да се направи. Стратегија, каде, во која земја, кои, значи треба тимови да се организираат кои што ќе работат на ова. И пред време може да се одлучи и да се процени и што да се произведува и каде да се пласира. Тука треба најмногу да се помогне на вистинските производители, реалните производители на земјоделски производи и суровини. Бидејќи доаѓате од прехранбениот сектор, сакам да прашам каква жетва се очекува и како ќе се движат цените на житарките, како ќе се движат цената на белите печива, на лебот во периодот што следи. Тука мислам дека ќе има добра оваа година ќе биде добра жетвата. Имавме многу врнежливи времиња во вистински тајминг, пролетта кога зрее житото, кога се оформува структурата. Сега убав период фати на така наречене печење на зрното, нели, за да созрее и да се испече. И сега мислам дека веќе треба да се стартува жетвата, ако не е во некој одминат тек, извинете, да не, мислам и дека доста е веќе одмината, така да сметам дека е добра жетва ќе имаме. Немам прецизни екзактни бројки да ви кажам, можеби следниот пат кога ќе се видиме. Но добра година би требало да биде оваа година. Освен транспортот, што се влегува кога се формира еден производ, дали велиме нафтата се покачи, одма да видиме дали ќе поскапи лебот и основните прехранбени производи. Каква е формулата да им објасниме на гледачите? Па еве една вивисекција, значи првин логистичкиот транспортниот дел се подразбира, нели, дека треба се транспортира самата храна до таму до каде што треба да се транспортира. Кој го зима најголемиот колач? Другиот елемент е стандардите, нели, веќе не можете вие да го пласирате производот во, не знам, во некоја обична форма, потребно е квалитетно да го спакувате, така, нели. Тоа пакување кошта, тоа има цена, така, дел од полиетилен, полипропилен, што се и нафтени производи, па кои уште повеќе се поскапи, тоа сме го говореле. Понатака, во самото производство, техничката опрема троши газ, троши нафта, има и електрична енергија, меѓутоа повторно нафта и газ се најголемите потрошувачи. Таму се учествува, нели, нафтата во однос на таа цена на производот
Така да сума сумарум таму е енергијата. Но за поголемата цена исто така сериозен чинител се цената на човечките ресурси. Тоа што го зборевме дека платите растат, просечната плата, имате извештај од Цаватна статистика, се качува. Така да сето тоа придонесува за на излез да имате поголема цена. Успевате да ги задржите вработените во Македонија? Како сојуз на стопански Исто така комори? да не забораваме и поскапите влезни суровини. Извинете прашањето. Дали успевате да ги задржите Вработените? и како успевате? Рековте дека платата не е клучна, барат, добро образование, добра социјална заштита, здравство. Дојдено е време каде што вистина вработените имаат пол позиција, нели? И каде што секој нормален бизнисмен апсолутно се труди и максимум дава во однос на плата и се што може да ги задржи добрите вработени, затоа што не може да ги замени лесно со други. Дали сте слушнале, нели, некоја афера сега по медиумите, нели, инспекциите, дека не е исплатено К15, дека не му е дадена плата, не е на време. Да, Сега, речи се го нема следејќи ја максимата честна работа за честна плата, дојде време честна плата. Скоро се е завршено. Многу ретко имате, нели, порано се сеќавате во медиумите. Да, доста платица, 100 месеци, доста доцнење ова. Да, преку време на работа и така натака. Да, доста се стабилизираа тука процесите. Меѓутоа, тој недостаток на вработени продолжува и понатака. Веќе имаме сериозна бројка, 10 до 15.000 вработувања, односно луѓе од далечните источни земји, кои што се веќе во нашата земја. Задоволни сте од тие луѓе? Па, да, од членките Успева да направат баланс. Да, затоа што интересно тие... Без никакво подценување, мислам дали се Не, земаат... апсолутно. Тие, прво, млади се, втора работа, релативно млади, второ, посветени се на работата. Знаете, они Да. Илјадници километри поминале за да работат, сигурно. Се труди да ја научи работата до максимум, многу брзо се прилагодува Да. и дел од нив точно е заминуваат, нели? Ќе ги види тукашните услови, ја користи нашата држава како отскочна даста да замине на запад. Но повеќе од половина и 70-80% остануваат, а на нивно место можете да ги замените. Така да во еден турнус од една-две замени ќе дојдете до прилично Квалитетен кадар. на кој што може да работите до обука и кој што изненадува со својата конкурентност и со својата фокусираност кон работата, посветеност, што е многу, значи тоа е дел од продуктивност, што е многу важно. Како ризици сакам да прашам во следните 6 месеци, што гледате или подолго за македонската економија? Ако овие војни веќе се некаде, да кажеме, на залезот. Видете, ќе влеземе во еден постабилен период, меѓутоа повторно двете клучни прашања што постојано се прелеваат и веќе и вие ги знаете, нели, тоа се човечките ресурси како проблем и пристапот до финансии на компаниите. Под пристап на финансии, нели, она повеќе пати го подразбирам пристап на ефтини финансии, на долгорочни кредити, на поурнек на унгарскиот кредит, ниска камата, голем грейс период, 1,9% беше каматата, 3 години грейс период, 15 години рок на отплаќање, и тоа да биде фиксно, а не да може да тргнете со таа бројка во банката после да ви рече не може, за тебе имам толкава камата. Да ги смени условите, меѓутоа претпоставам дека треба да се дати да се испорачат резултати. Точно така, тоа беше и барање, затоа беше добар, меѓутоа барањето од бизнисот се да има и грант шеми по урнек на Европска унија. И тоа не е грант шеми 5%, 10%, него да има 30, 40, 50% грантирање на инвестиција во производни машини, во техничко-технолошки средства, во стратешки објекти, кои што вистина ќе значат експанзија и раст на економијата и на бизнисот во целост. Околу ликвидноста на компаниите, како стоите? Горливо прашање е ликвидноста на компаниите. Тоа е она што кризата навлезот, нели, поскапи суровини, поскапи нафтени производи, поскапи човечки ресурси, и ве се абсорбира ликвидноста на излезот, имате исти цени, нели, или слично, не можете да ги покачите доволно, сето тоа рефлектира на недостаток на ликвидност во овој момент. Државата помага? Односно враќа на времено ДДВ? Не сум сигурен, мислам дека тоа веќе се подобри од минатото и дека е добро, но во овој момент апсолутно немам апсолутно екзактна бројка да ви кажам дали се е исплатено, колку е и така.
Нашето време тука помина, мислам дека дадовме соодветни одговори, одговоривме на најголемиот дел од моите прашања. Ви благодарам за гостувањето, па се гледаме веќе од септември. Благодарам на поканата. Благодарам. Почитувани, со ова интервју го заокружуваме оваа сезона на Аргумент. Јас ви благодарам што сите овие месеци во текот на годината бевте со нас, ни дававте поддршка. Уште еднаш благодарам на довербата и на вниманието со кое што не следите. Останете со програмата на Телевизија 24. Од мене пријатно.